Ова се настаните на денот. Владата целосно ќе ги покрие трошоците за сместување и превоз на семејствата на повредените лица кои се лекуваат во странство. Денеска е последниот транспорт на повредени лица во странство. Сите пациенти се во релативно стабилна состојба. 3 дискотеки ќе бидат затворени, иако имале лиценци, не ги исполнувале минималните технички услови за работа. Стружанката Билјана Мојсовска Ларсен е професорка на еден од најдобрите универзитети во Данска. Телефонскиот разговор меѓу Трамп и Путин во главно неуспешен, велат експертите. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното и ветровито утро со појава на умерен мраз, во текот на денот имавме сончево и потопло време со максимална дневна температура до 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ведро и студено време со појава на локална облачност. Во четврток речиси над цела Европа ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација, чиј центар ќе се наоѓа над југоисточна Европа, условувајќи претежно сончево и топло време со локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат над повеќе годишниот просек во најголем дел од Европа, со исклучок на Пиринејскиот, Апенинскиот и поголем дел од Балканскиот полуостров, каде што ќе превладува посвежо време. На Пиринејскиот полуостров ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 15 степени. Во Македонија во четврток уште едно студено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -9 до -1 степен. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Ќе дува засилен ветер од променлив правец кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 20 степени. Во Охрид во четврток по студеното утро со утринска температура од -3 степени. Во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневна температура која што ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и температура од -1 степен, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време со дневна температура до 16 степени. Во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 15 степени. Во недела во Охрид ќе превладува умерено облачно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната температура од 3 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ. Владата одлучи целосно да ги покрие трошоците за сместување и превоз на семејствата на повредените лица кои се лекуваат во странство. Владата на вчерашната седница донесе одлука за целосно покривање на трошоците за сместување и превоз на семејствата на повредените лица кои се лекуваат во странство, кои настрадаа во катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани.
За побрза и поефикасна комуникација во таа насока е отворена и телефонска линија, а бројот е 070 270 370. Исто така, владата објави и дежурни телефонски броеви од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, како и телефонски броеви за контакт во сите земји каде што се испратени наши пациенти на лекување. Владата и Министерството за надворешни работи и трговија информираат дека се во постојана комуникација со семејствата на повредените кои во моментот се лекуваат во други земји, но и оние кои тековно се испраќаат. Денеска е последниот транспорт на повредени лица во странство. Сите повредени се во релативно стабилна состојба, информира министерот за здравство Арбен Таравари. Министерот за здравство доктор Арбен Таравари во денешната изјава за медиумите истакна дека сите повредени пациенти од пожарот во Кочани и оние кои се лекуваат во земјава и оние на странските клиники се во релативно стабилна здравствена состојба. Добрата вест што сакаме прво да ја соопштиме дека поминаа 72 часа и нема ниеден починат од тие што ја преживеа трагедијата во Кочани. Вкупно се третираат 178 пациенти низ различни здравствени установи, од кои што 64 се во болниците во Македонија, државните болници, и 13 пациенти се во приватните болници. Сите во релативно стабилна состојба. Во моментот 101 пациент се третираат надвор од државата. Последниот транспорт на пациенти е денес. Веќе нема да има надвор од државата лекување на пациенти. Дури може да чекаме некои да се враќаат во следните денови. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски на денешната пресконференција кажа дека на пациентите кои настрадаа во пожарот на дискотеката Пулс во Кочани, а се лекуваат од изгореници во болниците во Македонија, ќе им биде направена трансплантација на кожа. Доаѓа се фазата и за условно да кажам за функционална и естетска да почне да се размислува. Тоа се трансплантациите на кожни графтови. Веќе сме во контакт со фондација од Холандија која има банка на кожни графтови за да веќе донесеме кожни графтови во Македонија за да почнеме да ја размислуваме реконструктивната фаза. Денеска од Британија доаѓаат експерти кои ќе помогнат во планирање на следната фаза на лекување која опфаќа специфичен третман од пластика и респираторни повреди и понатамошна потреба од реконструктивни зафати на пациентите која ќе трае долго, кажа Клековски. 3 дискотеки во земјава ќе бидат затворени бидејќи според спроведените контроли од страна на Државниот пазарен инспекторат било констатирано дека не ги исполнуваат потребните технички услови за работа. Портпаролката на владата Марија Митева денеска на пресконференција информира дека од досега спроведените контроли на Државниот пазарен инспекторат, 3 објекти кои имале активна важечка лиценца не ги исполнувале минимум техничките услови за работа. По однос на ваквата состојба, веднаш до Министерството за економија ќе биде испратено барање за одземање на лиценцата, забрана за вршење на дејност и сите казнени одредби кои што се возможни согласно закон ќе бидат превземени. Откако ќе завршат проверките на оние кои имаат лиценци, ќе се премине во контрола на сите оние кои немаат лиценца, но во минатото работеле, рече Митева. На терен се 10 тима кои вршат контрола. Овие тимови не се составени само од Државниот пазарен инспекторат, туку се вклучени повеќе надлежни институции кои што се заедно на терен, вклучувајќи го и Министерството за внатрешни работи и градежните работници кои што се искусни во оваа работа, трудовите инспектори, инспекторите од управата за јавни приходи, финансовата полиција е дел од тимовите, сите буквално институции кои што можат да дадат било каков придонес, за да бидеме сигурни дека минимално техничките услови мора задолжително да се исполнуваат, сите се на терен. Според регистарот на издадени лиценци од Министерството за економија, во Охрид има 2 активни лиценци за дејност кабаре издадени лани, а со рок на важност до април, односно јуни годинава. 3 лиценци се издадени на почетокот на оваа година, 2 за кабаре и 1 за диско клуб. Македонските мозоци творат ширум светот. Меѓу нив е стружанката Билјана Мојсовска-Ларсен, професорка на еден од најдобрите универзитети во Европа, Роскилде во Данска. Предава хемија и микробиологија, работи на развој на нови антибиотици. Еден од нејзините изуми се пептиди против туберкулоза.
Стружанката Билјана Мојсовска-Ларсен е професорка на еден од најдобрите универзитети во Данска. Студирала на факултетот Роскилде, а како најдобар студент добила државна стипендија. Продолжила магистерски по хемија и молекуларна биологија. Потоа добила понуда за докторски студии, кои ги завршила во одсекот на изработка на нови антибиотици, пошто следеле и постдокторски студии. Денес предава хемија и микробиологија и работи во развојот на нови антибиотици. Патот е минимум 15 години да се стане професор во Европа и мислам дека пак јас се уште се надоградувам, значи се уште можеш да учиш. Во докторатот и постдокторатот работев со антибиотици кои се викаат BM, значи како Билјана Мојсовска, и направивме значи некои пептоиди, особено кои беа активни за туберкулоза. Значи против туберкулоза, и таа публикација ми е една од таа што ме прави горда. Билјана 2 децении живее во Данска, омажена е за данец, иако и не достига родната струга, вели не размислува за враќање во земјава. Керка ми ја учам како струга нема друга, кај да одиш, кај да шеташ, струга пак ќе се вратиш. Значи струга е тука, стално идам и помагам колку што можам. Значи тама кога ќе си 20 години во една друга држава и заминав на 18 години, цел развиток на професионално ниво е веќе направен тука, значи тоа ни е можности што ги имаш тука веќе се многу понапред од тоа што Македонија сепак нуди. Професорката од струга вели често соработува со домашните научници, а поддржуваат и помагаат науката во земјава, но во европските земји научната мисла го има заслуженото место. Во слободното време го користам да помогнам, а да се вратам на систем кој не го поддржуваме малце потешко. Значи, професор, ево сами гледате, 15 години треба најмалце да се стани професор. Не се станува професор со 3 години, магистер не се станува со 6 месеци, да препишиш магистерски труд што ти го дал професорот. Фрижидер немам со риби и со вина. Значи, тоа е некој систем што не би го поддржала. Мојсовска е дел од проектот на македонските научници во странство, Наука за сите и Наука за деца, воедно и член на Центарот за напредни интердисциплинарни истражувања при УКИМ. Општина Охрид ги објави решенијата за субвенционирање на трошоците за комунални услуги, за отпадни води, трошоци за водовод и за гробарина. Општина Охрид врши обезбедување на правото на остварување на социјална заштита на граѓаните од средствата на буџетот на Општина Охрид во облик на спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за граѓаните кои се изложени на социјални ризици. Согласно програмата за социјална заштита, во буџетот на Општина Охрид за оваа намена се предвидени 2.300.000 денари. Во оваа насока Општина Охрид донесе решенија согласно претходно објавениот повик и листата на граѓани кои ги исполнуваат условите за добивање субвенции се објавени на веб страната на општината. Субвенционирањето за секој корисник на услугата опфаќа покривање на трошоци за потрошена вода за пиење до 320 денари, покривање на трошоците за спроведување на отпад до 150 денари, покривање на трошоците за одведување на отпадни атмосферски води до 150 денари и покривање на трошоците за плаќање на гробна такса гробарина до 83 денари. Субвенционирањето се однесува за периодот од 1 јануари 2025 година заклучно со 31 декември 2025 година. Двајца чешки државјани излечени од снежен нанос на Галичица. Вчера, во 16:30 часот, во регионалниот центар за гранични работи Запад, било пријавено дека двајца странски државјани биле заглавени во снежен нанос на подрачје на Националниот парк Галичица и барале помош. Полициски службеници од полициската станица за граничен надзор и гранични проверки Свети Наум, представник од Националниот парк Галичица и планинарската спасителна служба на Црвен крст Охрид превземале мерки и на 200 метри под црквата Свети Ѓорѓија биле пронајдени 35 и 32 годишно лице и двајцата чешки државјани. Со нивниот кампер Мерцедес со чешки национални ознаки, тие биле излечени од снежниот нанос, информираат од МВР. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!